Нема откажување од реформите во судството, повтори денеска премиерот Христијан Мицкоски, реплицирајќи на опозицијата дека попуштил во своите намери за реализација на овие реформи. Поединци кои што заговараат таков тип на сценарија од голтари во политиката станаа милионери и сваќаат дека тие не се кредибилни за да можат да ги анимираат граѓаните да излезат на таков тип на протести, бидејќи тие сакаат да го штитат капиталот кој што го стекнале овие 20 години. Не дека навистина имаат некаква реална потреба од такво нешто. Од друга страна исто така доаѓаат информации дека се обидуваат да анимираат критична маса во соседството, која што би ги поддржала на тие протести. Против политичките криминалци и измамници се бориме. Исто како и против сите криминалци што се бориме, бидејќи мора да има правна држава и мора да владае правото. Но доколку има насилство, ние сме како држава и институции подготвени да одговориме соодветно и да го заштитиме територијалниот интегритет и суверенитет на државата. Тоа е наша обврска. Искажувајќи благодарност до сите кои се борат со пожарите во Македонија, Мицкоски најави: Не сум се откажал. Нити ќе се откажам. Се додека правосудството кај граѓаните ужива доверба од 2%, се ќе направам. Буквално се ќе направам што е во моја моќ да тие 2% бидат барем во една година 12. Како премиер, како претседател на владата, кој што добил излегувајќи напред на чело на коалицијата 450.000 граѓани на избори на оваа програма. Ако не добијам подобар предлог, не ми преостанува ништо друго, освен тоа да тој предлог што погласно го промовирам и да ја вратиме довербата кај граѓаните. Основа на функционирање на оваа влада е владење на правото, тоа значи суди и обвинители кои што ќе судат и обвинуваат согласно закон и устав, а не согласно партиски нарачки. Во однос на можноста за влез на трет мобилен оператор, Мицкоски информира: Затоа ни е потребен озбилна реформа во Центарот за управување со кризен менеджмент, но тоа ќе го направиме откако ќе се избориме со огнената стихија и ќе седнеме и озбилно ќе се занимаваме со оваа тема до година ова да не ни се случи, иако морам да кажам дека по должина целиот Медитеран, на Балканот, навистина секаде беснеат жестоки пожари. Ја користам оваа прилика на сите оние храбри луѓе кои што се борат со оваа огнена стихија тука кај нас, да им се заблагодарам, на пожарникарите, на припадниците на Министерството за внатрешни работи, одбрана, на доброволците, на вас медиумите што давате поддршка, што го следите целиот овој процес. И можам да кажам дека како влада дополнително правиме, еве и денеска на владина седница се одобрија повеќе средства за Центарот за управување со кризи, 10,5 милиони денари, за Дирекцијата за заштита и спасување 41 милион денари. За намерите од ДУИ за евентуална есенска дестабилизација на државата, премиерот со ваков одговор: Нашиот став како влада е јасен. Мора да го заштитиме стандардот на граѓаните. Не можеме да дозволиме граѓаните да бидат жртва на овој дуопол кој што денеска функционира. И истовремено е јасен нашиот став дека било која компанија да сака да биде дел од пазарот и да биде трет мобилен оператор, мора да ги исполни условите и критериумите во согласност со определбите на државата,